студиото со вас, Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Заврши сослушувањето на Палевски. Прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче не ги равина. Судскиот процес пред самиот крај. СДСМ обвинува за скандал во МВР. Полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газибаба да биде пишана на друго име. Нов повик за оставка до председателката на антикорупцијска, за да се спаси довербата во комисијата. До кога собранието ќе чека за да покрене постапка. Ако трговците продолжат со злоупотреби, ќе има нови проширени мерки. На 3 дена пред крајот на замрзнатите цени и маржи, Дурмиши го предупреди бизнисот. Наставниците педагози стравуваат дека измените во законот за основно ќе ги остават без работа. Од МОН уверуваат дека само вработените на определено може да ја загубат работата. Шпанија и Португалија останаа без струја. Блокада на сообраќајот, хаос во системот. А во тема на денот вечерва за постапката против актуелната председателка на антикорупцијска, како ова ќе влијае врз работата на комисијата и може ли да се врати довербата во оваа институција. За сето ова разговарам со поранешната председателка на ДКСК Илјана Ивановска. Останете со нас, почнуваме. Сослушувањето на прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче заврши на денешното рочиште. На сите прашања тој тврдеше дека не е виновен за делата кои му се ставаат на товар. Со ова судскиот процес се речиси при самиот крај. Следното рочиште е закажано за 16 мај. Зоран Јаневски беше во судница. Љупчо Палевски ги негираше убиствата на Вања и Панче. По тридневен распит од неговиот адвокат и обвинителството, Палевски тврди дека тој не учествувал во злосторствата. На денот на грабнувањето на Панче поправал котел во населбата Бутел, а на 27 ноември, кога е грабната Вања, спиел во партискиот штаб, а потоа бил во банка. Според обвинителството, со таквите тврдења Палевски си правел алиби. Ако сум убил, ќе правев алиби. Слушнавте дека сите биле под уцена од мене. Се плашеле да не им ги убивам фамилиите. И зошто имало потреба додам во местноста Дупки, туку едноставно ќе сум наредел. Зошто би одел во Велес за Citroen Канта, што е поевтин од мојот iPhone. Палевски не се согласува ниту со тврдењето дека мотив за двете убиства биле пари. Рече криминален ум би ја убил мајката, а не Вања, бидејќи во таков случај половина од имотот ќе го добиел обвинетиот Александар, кој во тој момент се уште бил и собственик на најскапиот стан кој го поседувал семејството. Ако е користолюбие, ќе имаше контакт со родителите, за да се направи таа уцена, да се принуди некој да даде пари. Не само што не се случило, туку не дадовте ниту еден доказ на таа околност, собрати Палевски кон јавното обвинителство. И според одбраната, обвинителството не успеало да докаже вина кај Палевски. Се баре и реконструкција на двете убиства. Во цел свет мислам дека нема обвинет за убиство да бара да се вештачи Чаура, а Чаурата ќе повторам дека е вештачена единствено само од кој калибар и од кое оружје може да се испука. Тоа е стварно странно за вакво грозноморно убиство. Балистика да се направи на самата Чаура, ќе се утврди од кој тип на оружје е пукано, односно чиво е тоа оружје од кој е испукано. Неминовно е да се направи реконструкција или да се врати предметот во истрага од нераšчистени ќе останат многу работи. Ако се донесе ваква пресуда, самата каква и да биде осудена на пропаст. Според обвинението, но и сведоштвата на други двајца обвинети, Палевски ги организирал грабнувањата и убиствата на Вања и Панче. Се обидел и да побегне, но тој остана на тврдењето дека заминал во Белград заради лекарски преглед. Целиот случај го смета за политички прогон. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од СДСМ на пресконференција денеска обвинија за скандал во МВР. Полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газибаба, кој бил фатен како вози со брзина над дозволената, да биде пишана на име на друго лице. Од СДСМ обвинуваат дека со ВМРО, ДПМН и Панче Тошковски на чело на МВР, наместо ред и поредок царуваат неказнивоста и селективноста. Мини Купер со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стевковски, брат на градоначалникот на Газибаба Борче Стевковски. Тој почитуван и воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час.
Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот, на која јасно се гледа колку вози Стефковски среде Скопје. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началникот од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави кривична одговорност за вработениот во МВР, кој барал казната за братот на градоначалникот на Газибаба да биде пишана на друго име. Стефковски денеска сам дошол во полициска станица и добил казна. Беше утврдено фактичка состојба првично, која што е многу пострашна од онаа која беше објавена од Социјалдемократскиот сојуз, односно се утврди фактичка состојба каде што конкретен полициски службеник постапил спротивно на неговите законски овластувања и при тоа дозволил да одредено лице помине без соодветна казна која што требало да му биде изречена. Тоа е првиот прекршок кој што го направил, спротивен на стандардните оперативни процедури и спротивен на закон. А вториот, уште поголем прекршок од оној првиот, е тоа што недолжен граѓанин, никако не поврзан со предметниот прекршочен настан до тој момент во таа ситуација, го навел во рамки на документацијата која што се изготвила од страна на Министерството за внатрешни работи како одговорен за предметниот прекршочен настан. Со што сторил одредено кривично дело, кое што ќе биде процесирано од страна на Министерството за внатрешни работи. Конкретното лице кое што беше пропуштено без казна, согласно информациите кои што ги имам, во текот на денешниот ден самото се пријавило во полициска станица Пролет и за истото е изречена прекршочната санкција која што треба да се изрече за возење над дозволена брзина која што е утврдена со закон. Санкцијата му е изречена како парична, која што требало да му биде изречена, тоа е 300 евра, нели, доколку ја плати во рок од 8 дена, мислам дека беше, може да плати половина од казната и ќе се процесира забрана за управување со моторно возило до надлежниот суд. Така да Министерството за внатрешни работи овој случај првично го расветли веднаш по добиени информации од страна на јавно достапните гласила и во иднина дупатам една порака до секој еден полициски службеник кој што работи во Министерството за внатрешни работи дека е должен да постапува согласно закон и согласно стандардни оперативни процедури. Никој нема никого да има шанса да го спаси од конкретна дисциплинска или друг тип на одговорност. Единствено законот и оперативните процедури се на нивна страна и секој еден е должен да го почитува законот. Пред најавениот протест за утре од страна на семејствата на жртвите во пожарот во Окочанската дискотека Пулс, јавното обвинителство информираше дека поканиле на средба представници на семејствата кои би сакале поддетално да се запознаат со сите аспекти на истражната постапка. Доколку кај блиските на жртвите постои таков интерес, тие можат да определат свој представници, најмногу по еден член од семејство на секој од жртвите кои ќе остварат средба со државниот јавен обвинител и обвинителите кои постапуваат во предметите, информира од јавното обвинителство. Министерот за правда Филков вели дека не се доцни со судските закони кои согласно реформската агенда треба да бидат донесени до јуни годинава. Веќе е имал првата работна средба и со представниците на опозицијата и ги представил намерите за кои чека нивни одговори. Филков чека одговори од СДСМ за законите што се дел од реформската ЕУ агенда, кои веќе ги има изработено Министерството за правда. Првата работна средба за правосудство, која е резултат на лидерската Мицкоски Филипче, била куса, но работна, вели тој. Иако на министерот не му се допадна што Чупеска и Михајлова се представнички на СДСМ во оваа група, тој сепак во петокот реферирал пред опозиционерите за законите.
Законите се тука подготвени, доставени, транспарентно објавени. Ние нема да дозволиме реформите да бидат жртва на дневна политика или било каква бирократска инертност. Работната среда помина добро, во работна атмосфера беше доста кратка, морам да признаам една од пократките во животот што сум ги имал, каде што од моја страна беа информирани за работите и работните процеси до каде се и каде они би можеле да дадат свој придонес, а тоа што председателот на СДСМ не ги повлече, говори за нивните капацитети. Законот за судскиот совет се уште и пред Венецијанската комисија. Клучни се измените за разрешување на председателот на советот по образложен предлог од на најмалку 4 члена од ова тело. За прв пат ќе се дефинира и поимот истакнат правник како услов за стапување на функцијата. Тоа би било правник со над 15 години работно искуство или професор по право со над 7 години работно искуство. Интегритетот ќе се докажува со 3 препораки од професори, суди или адвокати. Филков вели дека не се доцни со судските закони што според реформската агенда треба да бидат донесени до јуни 2025. Се подготвуваат и брзите измени на кривичниот законник во делот на безбеден град за безобзирно управување со моторно возило, како и за исправка на претходните измени за скратување на рокот за застареност. Целосно новиот кривичен законник пак е во работна верзија, но тој треба да се донесе до крајот на годината. Оно што би можело да доцни е изборниот законник, бидејќи според Филков тој зависи директно од волјата на партиите кои во наредните 2 недели ќе треба да седнат и да ги договорат измените согласно препораките на ОДИХР. Една изборна единица не е намаса, а исто така ни препораката на Уставен да се врати по нискиот праг за кандидирање на независните градоначалници и советници. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Амбасадорката на САД Анџела Агелер на денешната дебата за законот за Уставен суд ги повика судиите да запаметат за кого работат, посочувајќи им дека ова е клучен момент за судството. Според председателот на Уставниот суд, ова е најнереформираната институција во државата. Уставниот суд е најнереформираната институција од независноста на Македонија. Според председателот на Уставен, потребни се итни промени што ќе ги иницира самиот суд, како и закон со Уставен суд. Но што би можело да донесе новиот закон? Според председателот Костадиновски, неопходно е да се прецизира терминот истакнат правник и кој може да стане уставен судија, како и носење на двотретински закон. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Поред председателката на државата, Уставниот суд во своите состави наместо истакнати правници имал истакнати политички активисти. Силјановска смета дека треба да се приспита начинот на кој се бираат уставните судии, но поважно е да се дефинираат критериумите по кои се станува уставен судија. Ако побарате да набројам од 91 до денеска некои врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Дали е потребен посебен закон за Уставниот суд, според амбасадорот на ЕУ, тоа е во рацете на институциите на Македонија, а тие како Европска унија го поддржуваат процесот. Исто мислење има и американската амбасадорка која посочи дека судиите треба да работат исклучиво во интерес на граѓаните. Ова е комплексно прашање и правно, институционално и политички. И тоа е одлука која што треба да се направи исклучиво од страна на суверените институции на Република Северна Македонија. И ова сакам да го нагласам, не е на Европската унија да препорача дали треба или не треба да се носи закон за Уставниот суд. Искористете го овој момент. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука и ве молам за тие кои што сте судии, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. А за сите судии и обвинители на секаде во судството,
Значи, ви посакувам да ја гледате оваа постапка и се надевам дека ќе има уште многу и дека законите во оваа држава, колку и да се комплицирани, мора и може да работат во полза на граѓаните. Во Уставниот суд се одржа тркалезна маса со суди и експерти за темата дали е потребен закон со Уставниот суд, со цел да се отвори дебата на оваа тема. Тамара Дичевска, Сител телевизија. За случувањата поврзани со работата на антикорупцијската комисија во тема на денот, како што најавив, разговарам со поранешната председателка на ДКСК Илјана Ивановска. Ивановска, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Огромен револт предизвика во јавност информацијата дека актуелната председателка на антикорупцијската комисија е дел од постапката во која што е осомничена за оддавање на службена тајна. Како вие лично, како поранешен председател на антикорупцијска комисија, ја доживеавте оваа информација? Па видете, факт е дека ова е шокантна вест и јас со големо разочарување ја прифатив оваа вест. Дотолку повеќе што ова представува атак врз институцијата, врз интегритетот на институцијата, рейтингот, реномето, кое што многу тешко, со многу труд, професионализам и личен интегритет го градевме. Овој удар доаѓа токму од првиот човек на институцијата кој што согласно Законот за спречување на корупција и судирани интереси има многу значајни надлежности, значи да ја води институцијата, да ја застапува институцијата и да го организира целокупното работење во таа институција, што значи дека не е ни малку лесна работата. Ова сите сме, да не речам, згрозени. Предпоставувам дека има разочарување кај јавноста во однос на тоа што може понатаму да очекуваат од работата на оваа институција. Меѓутоа, многу важно е дека оваа постапка фрла сенка и на се она што до сега било сработено. Не смееме да заборавиме дека многу сериозни случаи изминатиот период поминаа низ рацете на овој состав на антикорупционери врз низ рацете на оваа председателка на антикорупцијската комисија. Колку ги става во ризик сите тие досега сработени постапки, ова што сега го гледаме? Па токму од таа причина јас се чудам зашто до сега не поднесе оставка. Значи, ако нешто треба да имаат членовите и председателот на оваа комисија, тоа се моралните вредности. И таа токму од морални причини мораше да поднесе до сега оставка, не да биде молк 4-5 дена, туку да поднесе оставка баш да ја заштити институцијата. Имајте во предвид дека членовите и председателот на ДКСК имаат можност да имаат сертификат за државна тајна, нели по проценка на дирекцијата, доколку смета дека може да имат. Верувам дека таа имала, заради тоа што и во ДЗР тој сертификат исто го имавме, располагавме со такви информации, што значи дека многу сериозни, има ризик, многу сериозни информации да ги имала во раце, да ги знаела, и што ќе се случува понатаму, не знам. Тоа сакам да ве прашам, знаете како некако ризиците се многу големи. Од тие информации кои што ги добивме од обвинителството, таа е осомничена во постапка во која што од тоа што го разбравме ние, обвинителството побарало од антикорупцијска да достават информации за имотна состојба на одредено лице кое што е опфатено во случајот адитив и таа тие информации ги споделила со таа личност. Колку сериозни информации се до пристап на рацете на антикорупционерите? Значи, со какви информации располага? Значи, ви кажам, до ниво на државна тајна. Тоа е највисоко ниво на доверливост. Значи, сега не знам она со што располагала, меѓутоа ви кажувам дека во наше време имаше многу доверливи, да речам, највисоко доверливи информации кои што ние понекогаш и не ги споделувавме со јавноста, него ги препраќавме нели кај институции кои што се надлежни тоа да го работат. Меѓутоа, уште повеќе загрижува и моментот што помина 2 соопштенија на комисијата до сега, никој не се огради. Никој не се огради и тоа за мене е многу дискутабилно прашање. Тие денеска испратија соопштение, велат Државната комисија би сакала да ја увери јавноста, партнерите и меѓународната заедница дека институцијата останува целосно доследна на почитувањето на принципите на интегритет, транспарентност и владење на правото. Државната комисија уверува дека постапките за утврдување индивидуална одговорност не ја подкопуваат институционалната и колективна посветеност. Едно штуро соопштение во кое што се правдаат самите себе и уверуваат дека работат ефикасно и по закон, ама може ли да им веруваме преку вакво соопштение? Ама сега видете, имајќи во предвид дека председателката е под истрага, тоа значи дека и незиниот телефон ќе се вештачи, па сега да видиме и да имаме трпение да видиме што таму ќе произлезе. Така што
многу е деликатна состојбата и тоа што се градело тешко и со многу години, сега ќе треба да се вложи многу повеќе труд за да се врати на некој години да поминат така. Зборуваме постојано за оставка на председателката на антикорупцијската комисија, од она што го гледаме, го крши и директно законот за работа на антикорупцијската комисија, уште поважно го крши и етичкиот кодекс кој што е објавен на веб страницата на антикорупцијска и прифатен од сите членови на антикорупцијска комисија. Во овој момент, после толку денови повикувања од страна на владини представници, поранешни антикорупционери, еви лично од вас денеска беше повикана да си поднесе оставка, задоцната ли е веќе таквиот потек? Видете, би имал ли некаков ефект? Ако таа не поднесува оставка, си постојат и други механизми. Имено, собранието ги избира членовите на Државната комисија, и тука треба да се испочитуваат одредени услови кои што се предвидени во членот 11. Меѓутоа, токму во тој член вели дека еден од условите е да не е изречена забрана за вршење професија. Сега, ако се вратиме ние на мерките што ги издаде обвинителството, незе е извршена еден вид забрана. Зошто ова сега собранието не го земе во предвид, нели? И да види, бидејќи не се исполнети сите услови од членот 11, може да изврши и собранието разрешување на председателката. Понатаму, собранието треба да ја зајакне надзорната улога. Што значи тоа? Да види, да ги повика членовите на ДКСК и да провери како тие ги извршуваат процесите. Значи, да направи еден вид подлабок надзор во работењето на комисијата. Исто така, зошто го велам ова? Затоа што во мерката стоеше дека нези се забранува распределба на предмет. Извинете, ама 5 години ниту еден предмет не распределив. Зошто? Затоа што веднаш ние имавме тенденција и воспоставивме електронски систем на распределба. Јас немав допирни точки со предметите. Предметите си одеа автоматски, се распределува автоматски. Ако е ова мерка основана, што не знам дали е основана или не, тогаш треба да се замислиме како се одвивале процесите и какви ризици од корупција постојат во самата институција. И уште нешто ќе кажам. Значи, во делот за обезбедување на институционалниот интегритет, ние своевремено, пред како ќе му да е 2 години, направивме регистар на ризици од корупција во самата институција. Значи, ние прво, ако не тргнеме сами од себе, немаме основ да збориме за другите институции. И тогаш направивме проценка на ризици од корупција во самата институција. Да се донесат одредени акти, да се подобри едно, друго, трето и да се преземат мерки за тоа. Мислам дека сега е момент останатите членови од комисијата да извршат нова самопроценка и да видат дали постојат нови ризици од корупција. Затоа што ако е нешто променето во начинот на работа, треба да преиспитаат дали постојат нови ризици од корупција и да си преземат соодветни мерки за тоа. Вие лично мислите дека има капацитет овој состав на антикорупцијска од овој момент натаму да продолжи со работа? Тоа тие сами ќе го покажат. Јас можам да кажам дека верувам во капацитетот на секретаријатот, заради тоа што ние исто така многу внимание посветивме за јакнење на тој капацитет и сметавме дека тие се тие професионалците кои што треба да бидат стожерот на институцијата и така се поставивме и им дадовме слобода, права, одговорност и обврска да ги работат предметите и да, нели, заедно да ги работиме, меѓутоа да истражуваат по предметите, што е многу важно за да биде, нели, предметот целосен. Верувам во тоа, за членовите лично познавам, нели, одредени членови, верувам дека ќе излезат со оваа неволја на крај, ама знаете како е, Господ го дал носот, око на око да не верува. Значи, треба сами да се покажат за да ја добиеме нивната доверба. А и знаеме дека не е прв проблем со работата на овој состав. Морам да ве прашам во однос на, го споменавте, собранието и нивната надлежност во постапката на именување и разрешување на членовите. Ние уште во петокот веднаш ги контактиравме и власта и опозицијата, и двете страни рекоа дека ќе им дадат прво рок од неколку дена на председателката да видат дали таа сама ќе поднесе оставка за да започнат после тоа процедура, но ева, ако нема оставка нејзина, ако тие започнат процедура, што ќе се случува понатаму? Како оди постапката за избор на нов член?
Значи треба да се помине целиот истите чекори како при изборот на членовите на комисијата. Значи без разлика, ако се разреши, ќе се почне постапка, ќе се објави јавен оглас, ќе се пријават кандидати, ќе се интервјуираат и така натаму. Значи постапката е иста. Таа постапка беше сменета токму за вашиот избор на Значи состав. беше со новиот закон од 2019 и тоа по барање на граѓанските организации. Беше Затоа што вметната. имавме еден голем скандал од Претходно, составот така е. пред вас и се отиде на еден поинаков систем со интервјуа, со анкетирање на кандидатите. Имавме навистина позитивен резултат. Многу позитивно изненадивте како состав на антикорупцијска комисија, но денеска слушнавме изјава од страна на невладиниот сектор дека во последниот избор на актуелниот состав политиката повторно ги вмешала рацете. Дали тоа значи дека повторно ни требаат некакви промени во начинот на кој што се избира составот на антикорупцијска? Видете сега, начинот ако еднаш се покажал дека е добар, значи е добар. Каде е проблемот? Проблемот е во отсуството на интегритет на останатите членови од селекционата комисија. Мислам дека може така постојниот начин да се со неколку, да речам, критериуми да се повторно да заживее и да биде окей. Што значи тоа? Например, без 85% да не може да помине. Таа имаше 70 и не знам колку поени, меѓутоа без гласовите на граѓанскиот сектор да не може да се валидизира изборот. Понатамо, она што беше многу битно е што тие интервјуа се снимаат. Откако ќе поминат интервјуата, можеби е добро тие интервјуа да се емитуваат во јавноста и вие новинарите на вас добро познат начин да истражувате кој каков член е, кој каков кандидат за член. Значи, од тука може да излезат многу интересни приказни и едноставно да се изфилтрира самиот избори преку јавноста. Сега вака нели си ставаме идеи на маса. Што значи дека истиот модел, истиот начин, малце со некаква модификација може да даде и повеќе резултати. И она што е за мене исто така битно, што не се спроведе при сегашниот избор, а можеше, е тоа што бидејќи постоеше неусогласеност во самите членови на селекционата комисија, мислам дека требаше да ги вратат снимките назад, да погледаат и да ги усогласат ставовите. Ако невладиниот сектор има забелешки за одредени кандидати во нивните одговори, врате ги снимките назад. Па како прават фудбалските суди, одат во вар рум за да нели ја проверат акцијата, така и тука можеше се до усогласување, односно да не постои неусогласеност во ставовите на селекционата комисија. И да не остава простор да констатираме дека може би имало некаков договор помеѓу власта и опозицијата со оглед на тоа дека и од двете страни доби највисоки... Само не разбирам како и власта и опозицијата, односно политичките партии и пратениците и како да речам сите овие што се замешани во политиката не разбираат дека на овој начин сами си пукаат во нога. Значи сами си пукаат во нога. Кога се донесе законот, беше многу поздравен од страна на Европската комисија. Значи државата како држава доби високи оценки. Кога почнавме ние да работиме неселективно, државата добиваше позитивни оценки. Значи не се работи тука за лични интереси, се работи за колективно добро на оваа држава. Но и ако гледаме исходот, една година подоцна, има постапка од страна на обвинителството за председателката на антикорупцијската комисија. Сакам да ве прашам, една година и неколку месеци помина од работата на новиот состав, ве контактираа некако, побараа некаков совет од вас во однос на тоа како да работи? Не, воопшто. Без разлика што еве и со Тања, и со Цвета, и со Зоран сме колеги од, не знам, од 2002-2003 година во ДЗР, значи многу години се познаваме, со Каракашова и со Бесник колеги ми се нели од секретаријатот, единствено судиката не ја знаев претходно, значи никогаш до сега никој за ништо не ме побарал. Мислам, јас стојам на располагање, ама не им треба нашата помош. Мислам, ако им треба, тука сме, до сега не им требало. Останува да видиме што ќе се случува во наредниот период, ќе има ли оставка, ќе има ли постапка во собранието. Меѓутоа, јасно е дека криминалот и корупцијата остануваат главна тема и за граѓаните, од она што го слушаме и од изјавите на политичарите дека и за нив е главен проблем.
криминалот и корупцијата во државата. Многу постапки се отворија изминатиот период, опфатени актуелни поранешни функционери. Што мислите вие? Реална ли е ова битка со корупцијата која што ја гледаме изминатиот период? Видите, за да има завршница, мора постапката да се отвори. Ајде да видиме како ќе завршат постапките. Па тогаш ќе можеме да цениме дали е борбата вистинска, искрена или е само политичка пресметка. Познавајќи го нашиот менталитет и искуството досега, ќе веруваме дека е политичка пресметка. Меѓутоа, надежта дека има решение за оваа земја, решението е кај самите нас, кај граѓаните и едноставно кај сите чинители во општеството, да веруваме дека ќе имаат сите овие отворени постапки и завршница. Затоа што неказнивост, односно невладењето на правото е сериозен ризик од корупција. Меѓутоа, за да добијат завршница, клучно е судството. Довербата во судството изминатите години е на најниското можно ниво. Еве, ја слушнавме амбасадорката на САД, која што вели дека овој период е клучен за судството во државата. Што би рекле вие, ако ве прашам, има ли некаков совет или решение како да се врати довербата во судството? Како нема? Сите оние проблеми што се истакнуваат, всушност се предизвик да бидат решени и да се надмине таа состојба. Така, не можете вие да кажувате цело време со години, зборам за сите влади, дека приоритет број 1 ви е борба против корупција, дека судството ќе работи, обвинителството ќе работи, а прво како држава не им ги обезбедувате основните работи што ви ги барате. Па обезбедете им ги, еднашка дајте им ги условите да работат, едноставно да не бараат причини дека не знам. Вториот најголем проблем е влијанието. Значи, постојано се укажува дека се влијае врз обвинителите, врз судиите и така на. Па тргнете ги рацете од судиите, од обвинителите, оставете ги луѓето да работат. А и тие. Значи, една од ранливите точки во овој сектор беше отсуството на интегритет. Значи, секој граѓанин, вклучувајќи ги и судиите и обвинителите, може да го дадат својот придонес најмногу ако се потпираат врз личниот интегритет. Без интегритет ништо не бива. Ако сака, не знам што сака, нека биде. Знаете како, може да ги постават за се. Вика, не сте оствариле целта ако ве донеле до целта. Ме разбирате? Кажал некој мудрец. Значи, треба човек сам да се избори и тоа со својот личен интегритет. Ивановска, благодарам многу за гостувањето во темата. Благодарам и на вас за поканата. Ако трговците продолжат со злоупотреби, ќе има нови проширени мерки. На 3 дена пред крајот на замрзнатите цени и маржи, Дурмиши го предупреди бизнисот. Наставниците педагози стравуваат дека измените во законот за основно ќе ги остават без работа. Од МОН уверуваат дека само вработените на определено може да ја загубат работата. Ако трговците продолжат со злоупотреби, ќе има нови проширени мерки. На 3 дена пред крајот на замрзнатите цени и маржи, министерот за економија Дурмиши го предупреди бизнисот. Ако маркетите енормно ги зголемат цените по завршување на мерката за замрзнати цени и ограничени маржи, ќе следуваат поригорозни мерки. Министерот за економија ги предупреди трговците 2 дена пред завршување на владините мерки. Во економија веќе имаат 2 идеи како да ги казнат маркетите доколку цените драстично скокнат на 1 мај. Скоро све ќе фатиме на таа на тоа одлука или на таа мерка што ќе донесеме, ќе ги фатиме скоро сите производи што ги имаат во ланци или по ограничување на маржите на сите тие производи или ќе биде вредноста на ограничувањето на маржите поголема. Дурмиши е задоволен од досегашната мерка. Вели дека граѓаните заштедиле од ограничените маржи. Во министерството веќе е изготвена драфт верзија од новата потрошувачка кошница. Но таа ќе остане тајна за јавноста додека не биде доставена пред економско-социјалниот совет. Дурмиши вели, цените ги споредувале во повеќе ланци на маркети, а во неа ќе бидат вметнати сезонски производи кои на вистина граѓаните ги купуваат. Та група веќе 2 месеци работи, мислиме дека на идниот месец ќе го имаме како документ која ќе биде прво разгледана од членовите, од другите членови на владата и после ќе, кога ќе се формира репрезентативност на синдикатите, ќе биде доставена и до економски социјален совет, ќе се разгледа и ќе се
мислам дека ќе се гласи и ќе биде достапна и за јавноста. Се уште не се знае дали потрошувачката кошница ќе биде за 3-члено или за 4-члено семејство. За власта спорна е минималната синдикална кошница која ја изготвува ССМ. Сметаат дека таа нереално ги прикажува реалните трошоци на граѓаните. За месец април, синдикатот пресмета дека на едно семејство, за да го помине месецот, потребни му се 62.691 денар. Даниел Василев, Сител телевизија. Спречен бил колапс на македонскиот енергетски систем за време на великденските празници поради зголеменото производство на фотоволтаичните централи. Решение за ова во иднина ќе се бара со инсталација на батериски системи кои ќе акумулираат вишок на струја. Избегнат можен колапс на македонскиот електросистем за великденските празници. Од фотоволтаичните централи имало поголемо производство на електрична енергија, па немало каде да се продаде или потроши. За да не дојде до испад, МЕПСО и електродистрибуција од 18 до 21 април исклучувале централи по своја проценка, по одлука на регулаторната комисија за енергетика. Во барањето на МЕПСО до РКЕ пишува дека се бара усвојување на времена мерка, за да се превенира можност за целосен распад на електроенергетскиот систем. Сега состојбата е стабилна, вели првиот човек на МЕПСО. Правиме максимални напори да го стабилизираме системот и да немаме никакви проблеми во целата мрежа. Во моментов во каква состојба е системот? Дали се уште има поголемо производство од стабилна состојба и затоа ние сме гарант. Системот е стабилен. Компаниите кои се оштетени од оваа мерка нема да бидат обештетени. Ваквите состојби во иднина треба да се надминат со инсталација на батериски системи кои ќе акумулираат вишок на струја, кој ќе се користи во текот на ноќта. Мартин Арсов, Сител телевизија. Наставниците педагози стравуваат дека измените во законот за основно ќе ги остави без работа. Од МОН уверуваат дека само вработените на определено може да ја загубат работата и тоа во случај ако за нивното место се пријават оделенски наставници по истекувањето на нивниот договор. Во училиштата пак веќе се собираат потписи за петиција. Габриела Лескова ги има деталите. Измените во новиот закон за основно образование ги налутија наставниците. Веќе се мобилизираат со петиции во основните училишта, бидејќи стравуваат дека ќе останат без работа. Велат дека со новиот закон наставничките кои дипломирале на филозофскиот факултет со смер педагог ќе немаат право да водат одделенска настава во 4-то и 5-то одделение како досега, туку ќе може да предаваат само на деца од 1-во до 3-то одделение. Почем навистина малку доведува до конфузија, до различно толкување на новиот закон за основно образование, каде што практично со новиот закон 4-то и 5-то одделение не им се дава за право колешките колегите да работат во настава. Меѓутоа, најодговорно можам да тврдам дека не треба да се грижат за нивната работа и не треба да се грижат да не останат без работа. Ги прашавме во Министерството за образование и наука за дилемата на наставниците, откаде појаснуваат дека педагозите кои се вработени на неопределено имаат сигурни работни места, ќе може да продолжат да предаваат од 1-во до 5-то. Проблемот останува за педагозите на определено. Педагозите пак кои се вработени на определено работно време ќе може да работат во продолжен престој во оделенска настава од 1-во до 3-то одделение, само доколку на оглас за оделенски наставник не се пријави соодветен кандидат. Но повторно правиме анализи и доколку се појави недостаток на наставници во одделенската настава, што значи од 1-во до 5-то одделение, ќе поднесеме амандман, претпоставувам пратениците ќе го сторат тоа и ќе направиме мала измена во законот за основно образование. Габриела Лискова, Сител телевизија. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ја започна кампањата за матурантите на матурска вечер без автомобил. Со предавањето на средношколците од АСУЦ Боро Петрушевски започна нивната теренска кампања. Кампањата започнавме да ја реализираме во соработка со партнерите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а тоа се Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност, вклучително и автосообраќајниот училишен центар Боро Петрушевски, каде што токму денес во рамките на почетокот на кампањата одржавме предавања со матурантите од ова училиште. Матурската вечер е нешто кое што се памти цел живот. Добро е да се памти како убав настан, а не како настан кој што може да биде причина за инвалидност или, не де Боже, смрт.
Со пораката што се испрати денес се разбуди свеста кај учениците и мислам дека сето тоа ќе го пренесат кај своите родители и тие да бидат дел од кочничарите, да не им дозволат на своите деца, односно на учениците да дојдат на матурската вечер со возило и да не управуваат пијани со возилото. Шпанија и Португалија